Бизнисот на градоначалниците им паѓа и сите лани имале помали приходи и профити од претходната година, вели анализата на Фактор. Прв од регионот кој лани заработил помалку пари од претходната година е кочанскиот градоначалник Николчо Илиев. Многу позната фирма меѓу текстилците Инттрейд со седиште во Кочани лани имала приход од 2.750.000 евра и добивка од 88.000 евра. Иако оваа добивка за просечниот стандард е голема, таа сепак е за 27% помало од претходната година. Со други зборови, градоначалникот Илиев за една година е покус за околу 25.000 евра. Во меѓувреме, цвеќето не му цвета ниту на радовишкиот градоначалник Герасим Конзулов. Тој со уште други 3 лица е ортак на транспортна фирма Голд Транспорт од селото Раклиш. Лани фирмата имала приход од 729.000 евра, но годината ја завршила со загуба од 650 евра. Градоначалникот на Чешиново Облешево, Горанчо Крстев, ја има фирмата ЈТД Грга Транс, но веќе известно време фирмата е собственост на неговите два сина. Има или нема добивка, авторот на оваа анализа не пронајде. Освен споменатите, верувале или не, во минус се и бизнисите на другите градоначалници. Процентуално, најголем пат има фирмата Елко Компани на градоначалникот на Неготино, Тони Делков. Лани фирмата на Делков остварила приход од 210.000 евра, што е пат за цели 50% или над 100.000 евра. Аналогно, помале и профитот и тој изнесува само 6.500 евра, наспроти 14.000 од претходната година. Голем пад во профитот има и респектираната кожувчанка на кавадаречкиот градоначалник Митко Јанчев. Компанијата имала приход од 12 милиони евра и добивка од 474.000 евра, што е за 10% послаб резултат од претходната година. Иако можеби е само коинциденција, оваа анализа потврдува дека политиката, освен ќар, носи и зијан, а дали е така ќе се види до година. Доколку тие што фирмите сега им носат загуби, повторно се кандидираат, тогаш е јасно дека кај нив пак течело, но од друго место.